Над 750 милиони евра и 500 милиони евра во грантови ќе потроши Европската Унија за реформскиот развој на Македонија на патот кон Европската Унија, информираше денеска шефот на делегацијата на Европската Унија во Скопје Михаел Рокас на денешната презентација на мерките од планот за раст за Западен Балкан и реформската агенда 2024-27 за Македонија. Според Рокас, клучни итни реформи на земјата особено и се потребни во две области, како што рече, без било каков политички притисок, и тоа се судството и јавната администрација. Реформскиот процес треба да даде резултати и во борбата против корупцијата и политичкото влијание врз институциите. Се што може да се гледа како мешање во независноста на судството и функционирањето на судскиот совет е прашање кое што кај нас предизвикува загриженост. И сите знаеме дека правните основи за распуштање на членови од судскиот совет не се поврзани со интерпелацијата. Тоа е поинаква процедура. Сето ова го следиме навистина одблиску и секако сакаме преку реформите на кои што сите чекаме, сакаме да видиме силно судство што ќе биде секако основа да и се помогне на земјата да се избори со корупцијата. Министерот за европски прашања Орхан Муртезани пак потенцираше дека до средината на годината, односно до јуни, земјата треба да направи 16 реформски клучни чекори, а паралелно со нив ќе се тераат и други, а до крајот на годината 45. За секој период има дополнителни реформи и ако ние не ги спроведуваме на време, тие ќе се соберат на крај и од сега знаеме дека на крај нема да можеме успешно да ги имплементираме сите реформи. За сега нема таков фидбек од процесот на имплементација. Според мене како национален координатор, процесот на имплементација е задоволителен, меѓутоа треба дополнително да се појача, бидејќи ако до декември имавме само 5 реформски чекори, до јуни имаме 16, а до крај на годината имаме 45. Реформите, особено во судството, и досега беа нотирани како најслаби во извештаите на Европската Унија, каде земјата особено треба да се фокусира на реформскиот пат. А Рокас потенцираше дека реформската агенда од планот за раст не е замена за членството на земјата во Европската Унија.